Судењето за случајот подкуп е одложено за 23 февруари. Причината за тоа е барањето за изземање на обвинителот Златко Биковски, кој во меѓувреме стигнало до обвинителството, кое ќе се произнесе во рок од 3 дена. Претходно судот даде пауза од 2 часа откако одбраната на лидерот на СДСМ Зоран Заев побара изземање на обвинителот Биковски, кој пак дојде да го замени претходниот обвинител Владимир Милошевски, кому му е истечен мандатот. Европскиот парламент се подготвува повторно да бара од нашите политичари и да му даде поддршка на СЈО да го применат пржинскиот договор кој ќе го олесни решавањето на спорот со името, да престанат да ги напаѓаат невладините организации, да го ослободат судството од политички притисок, да им овозможат на медиумите слободно да работат. Словеничкиот пратеник Иво Вајгл, известувач за нашата земја во Европскиот парламент, ја скицираше својата резолуција која треба да биде усвоена во март или април. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска ќе ја подпише првата извршна одлука која се однесува на повлекување на САД од преговорите на Транспацифичкото партнерство, објави CNN повикувајќи се на 2 извори блиски до проблематиката. Преговорите за овој договор ги започна претходникот на Трамп Барак Обама, но тие никогаш не беа ратификувани од Конгресот.